наградата и признанията за активноста што ја реализира. Пред се сакам да ја поздравам идејата на меѓуетничката интеграција на образованието, на самиот проект, да им честитам на сите луѓе што се вклучени во неа и да им дадам поддршка во процесот кој што сметам дека навистина е суштинско значење за нашата земја. Овој проект го потврди моето повеќегодишно работење на темите поврзани со мировното образование. Уште во 2009 година започнуваат моите први едукации со неформално образование на тренинзи за изградба на мир. Сдруженијата на граѓани Мировна акција Прилеп Тетово и Центар за ненасилна акција Сараево Белград се оние кои што ме сензибилизираа, едукацијски ме подкрепија теоретски, методолошки и затоа се значени да ги споменам. И така, сензибилизирана и мотивирана, решив да се вклучам во интегрирање на тие теми во образовниот процес. Проектот меѓуетничка интеграција во образованието ми ги потврди тие намери, ме поттикна и ми овозможи многу поуспешно да ги реализирам. Уште една предност во мојата работа е предметот македонски јазик кој што го предавам, кој што представува најподатлив наставен предмет од кој може да се имплементираат многу лесно најразлични теми. Токму поради тоа јас со голема леснотија вметнувам теми од мировното образование и често ги споделувам на моите колеги на интернет. Низ наградената активност, но и низ сите досегашни реализирани МИО активности, заедно со моите ученици и колеги вклучени во процесот, ги срушивме бариерите на сегрегацијата. Ја сменивме сликата за другиот, ги преобразивме предрасудите и стереотипите. Запознавме други етнички заедници и увидовме дека има повеќе сличности отколку разлики. Заклучивме дека тие разлики не се ништо што треба да не плаши, не треба да не повлечат во нашите идентитети, туку треба да не поттикнат, да не предизвикаат да работиме заедно, да градиме подобра иднина. Моите 6 одделенчиња сватија дека Фланза, Фуркан, Сунаи и Милутин ја сакаат Македонија и дека тоа е и мирна земја. 6 одделенците увидува дека сакаат да патуваат како Фланза, да ушиваат во прошетките низ Охрид како Милутин. Заедно со Фуркан навиваат за македонската репрезентација. Се радуваат во животот со Сунаи, од кого научија дека пријателите се најголемото богатство, без разлика на нивната етничка група. Токму поради овој успех, што се постигна помеѓу децата, убедена сум дека овој процес на интеграција е многу значаен и со сите сили треба да работиме на негова имплементација. Свесна сум дека сум една капка во морето и дека сите кои работат на ова поле се среќаваат со многу бариери и прашања и се прашуваат дали ова ќе успее. Многу често и јас се прашувам. Но кога ви гледам сите овде, сите мои колеги, кога слушам дека има многу практики, надобро во холот ги гледам постерите, охрабрена сум и убедена сум дека ќе успее, бидејќи мора да успее, за да имаме иднина за нашата земја, тоа мора да успее. Ги храбрам моите колеги, невладиниот сектор и сите добронамерници поинтензивно да имплементираат меѓуетничката интеграција во училиштата, да работат на изградба на капацитети. Потребно е неформално образование за наставниците, потребна е едукација за методологијата на работа и пред се и над се е најважна сензибилизацијата на наставниците и стручните соработници. Ние треба да знаеме што е тоа дискриминација, што е стереотип, предрасуда, да се преиспитаме себе си, да видиме кои се нашите слики за другите, како до изградба на мир и потоа да можеме тоа да го пренесеме на децата. Благодарам уште еднаш од името на мојот директор, на целиот наставнички кадар. Цело време имам трема, вежба домална.
Честитки и се надам дека со лаптопот како награда што ќе го добиете целата оваа идеја многу полесно ќе реализирате во иднина. А сега за кратко имајте уште малку трпение, повторно микрофонот му го препуштам на Небеша.